Благодарам, господине Мисовски. Почитувам Велковски. Тешко е да се брани нешто што не може да се одбрани и навистина не би сакал да бидам во ваша улога. Зборувавте многу дека сте ги зголемиле платите, па тука минимална плата спомнувавте, просечна плата и така натаму. Ја зголемивте минималната плата, тоа само абсолвиравте или дефиниравте и така зголемувањето на платата, но не кажавте од вчерашниот прилог дека со зголемување на минималната плата веќе се укинува превозот и хранарината на работничките на кои што или работниците на кои што им е зголемена минималната плата. Вие зборувавте за задолжување. Па само денес изгласавте 300 милиони евра нови задолжувања на граѓаните на Република Македонија. Или вкупно, откако сте дошле на власт, имаме милиарда евра нови задолжувања. Сите влади до сега граѓаните на Република Македонија ги задолжиле 3 милиарди евра. Само за 2,5 години ги задолжувате граѓаните со нови милиарди евра, а тука не го калкулираме задолжувањето за новиот клинички центар кој што е пола милиарда на почеток. Значи милиарда и 500 милиони евра имате ново задолжување. А што направивте со тоа? Што направивте, доаѓаме јас и вие од општина Аеродром. Зошто ветувавте кога знаевте дека не може да го остваривте? Замислете на толку големи задолжувања не може. Две градинки кои што ги ветивте во Мичурин и во Горно Лисиче не ги реализирате. Не ми се вадете на детални урбанистички планови. Имавте време да го решите тоа и ние ви дававме за тоа подршка и предлог. Не го решите. Две нови градинки. Не ги рачунам оние на кои што само ги пресековте црвените ленти кои што беа направени од претходната власт. Ветивте гимназија во Аеродром. Зошто не ја направивте? Кај ќе се гради или еве ако веќе планирате да ја градите? Каде е новиот клинички центар? Го ветивте на Скопје и на цела Македонија. 3 години ве чекаме да изберете локации. Уште 3 години ќе ве чекаме да удрите камен темелни. Што велеше вашиот подпредседател Дамјан Манчевски? Главен проблем за загадувањето во градот Скопје е ВМРО ДПМН. Еве 3 години ВМРО ДПМН е на власт. Зошто градот Скопје и Аеродром, Лисиче особено, е меѓу најзагадените градови и места во светот? Зошто не го решите? И сега председателот денес бара национален консензус. Во ред, да. Тоа ние ќе го направиме и ќе дадеме подршка. Но прво вие да излезете и да се извините за овие изјави и манипулации со чувствата на граѓаните, со здравието на граѓаните. Што сте направиле, еве кажете, од ова што го ветивте? Зошто уште не е реновирано или изградена новата училишна зграда на училишето Димитар Македонски? Знаете во какви услови учат децата, така? 2 години ве чекаме. Срамота. Лесно е да се манипулира со бројки и да се кажуваат убави зборови и флоскули. Но треба да се работи, граѓаните имаат реални барања кои што вие ги ветивте. 3 години помина, ништо не направивте. И сега барате национален консензус. Тој ќе го добиете, но право да се извините за вашата реторика пред изборието и пак ќе повторам. Манипулација со чувствата на граѓаните и со здравието на граѓаните. Благодарам. Контрреплика, пратени